Министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски вели дека не сака да шпекулира каде се наоѓа Артан Групи. Во продолжение зборуваме за последните случувања овде кај нас во Македонија, политички и секакви случувања кои што се најактуелни. Тука е нашиот колега Срđan Ивановиќ кој што е дека ни ги појасни можеби некои работи што ни се нејасни. Добро утро, посакувам. Добро утро. Министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски вчера во Дневникот во Сител гостуваше и нели, се доби впечаток дека тој можеби не знае каде е Артан Груби, дали е во Косово или во Албанија, но рече битно е има издадена меѓународна потерница по него и по Перперим Бајрами, поранешниот директор на Лотарија на Македонија. Значи, нашите власти или не сакаат да шпекулираат, можеби е тоа точно, или пак не се сигурни дали бегалците се во Косово или во Албанија, или можеби веќе во некоја трета земја, а има трети земји каде што тие потерници кои што се испраќаат преку Интерпол едноставно не функционираат. Пред некој ден, пред 2 дена, мислам дека премиерот Христијан Мицковски исто кажа дека не би сакал да шпекулира каде се наоѓа Артан Груби, додека пак Изет Меджити, вице-премиерот во македонската влада, шпекулираше и рече дека се наоѓа во Албанија, дека последната не е во Косово. информација. Да, излези некоја шпекулација, не знам тоа колку е вистинито, дека Артан Груби има пасош од Република Албанија. Сега во таа ситуација треба да се проверат албанските закони за екстрадиција, но вообичаено нели домашните граѓани не се екстрадираат, не се испраќаат во странство, доколку тој има албански пасош и се наоѓа во Албанија, тоа ја мислам дека тој е на безбедно таму и нема ништо да му се случи. Нема да го екстрадираат во Македонија, но се разбира ова се е во доменот на шпекулацијата, се ова непроверени факти и тоа така ќе остане. Инаку Артан Груби, поранешниот вице-премиер, нели е вмешан во односно има кривична пријава против него поднесена за наводна вмешаност во криминал кој се случил во државна лотарија. Повеќе лица се обвинети во тој случај за некакво издавање на незаконски издавање на лиценци за казина во Македонија и издавање на оние апарати што се за коцкање. Груби неколку пати повтори дека е чист како солза, дека не е виновен ништо, но ете не е достапен за македонските власти и тоа нели само по себе е доволно и основано доволно за основано сомнение нели во неговата исправност. Не утринава да разбуди информација дека Агенцијата за нуклеарна технологија по 14 години ќе биде затворена. Да, Македонија веќе нели можеме да се шегуваме бидејќи таква информацијата која не разбуди. Македонија повеќе не е нели меѓу водечките земји во истражувањето на нуклеарната технологија. За жал, во процедура е затварањето на оваа агенција, во собраниска процедура е, ја има на една од комисиите. Инаку ете, дознавме дека пред 14 години министерот Никола Тодоров ја отворил оваа агенција, тогашниот министер за образование, и агенцијата 14 години функционирала, имала буџет, дури видовме дека и потрошиле некои добри пари на теписи, значи имали некои просторија, не знам, веројатно имало и управен одбор. 2,5 евра. Колку? 2,5 евра потрошиле за теписи. 2,5 или 25.000 или 2.500 евра? 2.500 евра, да. 2.500 евра. Да, не е тоа многу пари, ама потрошени се, ете, 2.500 евра. Имало и некои ги имало во буџет, значи секоја година се одвојувало пари за нив, а оксиморонски делува, нели, нуклеарна технологија и Македонија, тоа едноставно нема многу допирни точки, а немалам дури тоа било многу замислено, нели, да има тука некаква соработка со ЦЕРН, па не знам,
споделување на знаења, па имплементација на знаењето во Добро, сме Македонија. виделе нешто Ма во ништо. овие 14 години од оваа агенција? Па ништо. Значи, друго е, например, да имате вие институт на факултетот за физика за нуклеарна технологија. Тоа е сосем во ред, нели, да се експериментално, нели, научно да се прават одредени напори за да се образуваат кадри кои би, нели, би биле нуклеарни физичари, кои се многу барани во светот. Но сосем друга работа кога имате нели агенција за нуклеарна технологија, тоа значи дека вие треба нешто практично да имплементирате, а практичното во таа ситуација е нели градење на нуклеарна централа за производство на електрична енергија, на пример. И постојат и други начини, мислам, работи кои може да се имплементираат, но тие се како да кажам, помалку јавни, бидејќи нели може да правите вие атомска бомба ако сакате, односно не ако сакате, ако некој ви дозволи или ако некој не ве фати. Но во секој случај ние не направивме нуклеарна централа за производство на електрична енергија, ниту па имаме физибилити студија како да се направи таа нуклеарна централа, а голем број на нели нуклеарни физичари ќе ви кажат дека во Македонија е тешко таа да се направи, бидејќи не постои басен на вода кој е доволно голем за да се лади тоа нуклеарното јадро од реакторот и така натака. Тоа се сега веќе многу стручни работи, нели, кои што можеби членовите на агенцијата за нуклеарна технологија би може да ни објаснат, но ние во изминатите 14 години не ги видовме, не видовме некоја нивна активност, не видовме ништо да прават. Многумина можеби не ни знаат дека постоела ваква агенција, сега дознаваат. Јас не знаев, јас са Бајлево нормално се смеевме во редакцијата, ете сме изгубиле агенцијата за нуклеарна технологија. Инаку, вака сега значи, влада е огромна енергетска независност, криза во светот, нели. Газ тешко доаѓа од Русија, уште потешко од Америка, се е тоа скапо, се е тоа нели комплицирано. Ние па не се ни гасифициравме нешто особено, па да нели имаме и од тоа некоја посебна траума. И се замислете вие за изминатите 14 години да сте ја граделе таа некоја нуклеарна централа, од каков и да е капацитет и сега да ја отворите во вие нели немедни наместо да ја затворите? Наместо да ја затворите, нели? И сега како тоа се поинаку би изгледало, нели? Како тоа би биле ние сега некои шампиони во оваа трка за енергенси, па би можеле да извезуваме струја, па да заработуваме добри пари од тоа, па нели да станеме некаква омилена дестинација за странските фабрики, странските инвеститори, бидејќи имаме стабилна енергетика, нели ефтина струја, тоа е најефтината струја што може да се произведе од нуклеарна централа. И сега ние имало и барем на хартија, нели, обид тоа така да изгледа, но во пракса ништо од тоа немало. Јас не знам дали во Македонија имаме нуклеарни физичари, мислам дека имаше еден доктор по нуклеарна физика од Охрид кој беше невработен долго време. Не знам дали тој бил воопшто во оваа агенција, но во секој случај немаме премногу луѓе кои што се обучени за тоа, а за да правите нуклеарна централа, освен што ви требаат пари, ви треба и многу памет. Ви треба многу луѓе што го знаат тоа, бидејќи како ништо друго во технологијата, работењето на една нуклеарна централа не зависи од теоријата. Да. Значи ви требаат и многу теоретичари, освен што ви требаат нели луѓе кои тоа на терен треба да го изработат. Среќа овде по ова информација дека се затвара агенција која што на некој начин фиктивно постоела во земјава, ќе се постави прашањето дали можеби постојат и други вакви агенции кои што можеби не знаеме дека функционираат некако. Јас сум доволно либерален моментот да кажам дека би се кладел на такво нешто, дека има вакви многу фиктивни агенции, дека луѓе земаат плата, дека се членови на управни одбори во места кои што освен на хартија не функционираат реално. Да, и ќе се постави. Имаше барам некој конкурс, знаете, за цртеж, нешто атом да се нацрта по физика или барем да организира надпревар за млади физичари или не знам, такви некои работи. Да имаше некаков трак од агенцијата? Нема никаков трак, нема никаков трак. Нема трак ни од теписите кои што ги набавиле. А добро, има податок дека набавиле.
А не Само знаеме тоа. дали се платени, знаеме. дали постојат дури ни тие теписи. Само знаеме дека Добро, набавка е тоа, извршена. да, но ете, нивната активност во последните 14 години може да се сведе на теписите. Благодарам многу, ми беше задоволство што и ова утро се дружевме. Во продолжение одиме со нашето следно нешто на Слободен печат, тоа е меѓународната анализа. Бидете тука.